штрумфови, бе, кај се ми, бе, штрумфови, бе, од кога се неаме видено, лелелеле, јас сум крив, јас сум кретен, јас сум идиот, јас сум све, шо не можам да најам време да снимам. Еве го, сега времето ме наоѓа мене за да снимам. А така, да, ноктиве не ми се исечени. Ради тоа шо имам нешто што другите го нема, мислам, кои други. Многу работим. Тоа е. Работава, а другиве додека седат и јадат трици, лајна, и све што не јаде нормален човек, не работи. Шо работиме? Снимавме спот вчера од 3 до 3, 12 сати, ноги ми знаат. 12 сати. Скапан сум, но народот изгласа, односно 92% изгласа да се прави реакција на едно песниче спотче што искочи вчера, но народот изгласа да правам работа и што не сум толку да ја направам. Како можам ја против вас? Не можам, вие си изгласавте да направам реакција. И толку скапан што сум, палам камера, телефон, да ја направам реакција. Се работи за една песна што беше најавувана дека ќе стопи цела Македонија. Од цела Македонија се подразбира 15.000 views за 24 часа. Дали е тоа зградата кај што живеат или куќата кај што живеат? Знам бе зашто така се најавувало. Лава ќе стопи све едно друго вамте тамте. Мисла дека од лавата ќе се конструира тврда подлога за каливиот пат, веќе када нема. Ради тоа мислам дека идам да направам една многу важна работа, идам палам пред компјутер да реакцирам, вие останете ми така штруфови, имам да ви најавам и неколку нови работи. Ајде, приватно. Одма е полесно. Пред денешнава реакција штрумфови мора убаво да се истовариме. Осеќам дека ќе добијам страшна диареја од тоа што ќе го гледам и слушам. Не, да не се лажеме, го имам гледано и го имам слушано и така едно делче кратко само слушно ви видов. Види, цел организам ми се побудалува. Цел организам, ова е абнормално што се вика. Имам едно делче слушнато, не цела, првиот дел од песната го имам слушнато и така на брзинка од телефон, но за мене не е гледање додека не седнам на компјутер или на телевизор да го пуштам, да го изгледам убаво, а од тоа мало делче стомакот почна да ми работи и викам чекај сега пред реакцијава, прво да се истоварам, па да можам на рад, ако проработи тога стомакот, што да правиме? Тоа е, нема друго решение. Каква комбинација ова, не ми се верува, каква комбинација се има споено на македонската естрада. Ова е драма, шо би кажал Дарко Влогс, драма лама. Да се доиспразнам и се гледаме од пред компјутер за реакцирање. Штрумфови останете така, да, ај чао, драга, лайк, шер, сабскрайб. Еве сме штрумфови, пред компјутерче играм, лелелелелеле, да. Возбуден сум, не дека ќе реакцирам на нешто што не се ни гледа, камоли да се реакцира, да се поправам. Може би е све топ, ја видов вчера мало делче и одма диареј. Да ви кажам за концепт, бидејќи последно време од кога заврши влогмасот, све некако немам време, све некако неам желба за снимање, све некако нешто не знам. Што? Затоа мислам да направам ваков концепт, а вие ќе пишете долу коментар дали сакате да гледате таков концепт или не сакате да гледате. Тоа зависи од вас. Че како што народот одлучи, односно 92% од народот одлучи да ја правам оваа реакција, така ќе одлучите и дали окей тој концепт. Еднаш до 2 пати неделно влог, фактички во тие 2 влога да биде цела недела. Што се дешава во мојот живот, односно во моето секојдневие, значи 2 влога неделно и едно видео за почеток. Па после може да иде тоа, како што гледате на мојот Instagram акаунт, еве го, трка, зашто не искача цело време? Пиздали ти, матери. Ете го. Кој што гледате на мојот Instagram акаунт, запратете ме за тие што не ме пратат и они, и вие да гледате што се деша на мојот акаунт. Почнав да слабеам. Да. Почнав да вежбам и тоа со не било кој, него со еден и единствен пак играм драгao. Еве го неговиот Instagram акаунт, заследете го и него, вежбаме. До сега имам 4 пати вежбано и имам 4 кила ослабено. Драгao!
Многу го разлачим, ластик муавец се тегне за безпотреба, да преидеме на главното да реакцирам. Како прво се гледа и по тамнелов. Нема нигде слика од артистите. Лава задница има и лава пишува. Дали ова е некаков знак? Дали ова е некаков знак? Нека се собрани толку грди артисти што не сакаат да се појават ни на кавер. Останува да видиме. Почетоков, убаво кажав за тамнелот, гледате и сами. Они се затемнети, не се ни гледа, дека па 70% од Македонија нике да им ги види фаците, а камо ли да ги слушали. Изобилува почетокот со женски облини и затемнети фаци. Нормално, зашто би им ги имало фаците кога не сакаат ни на тамнел да им бидат фаците? Да продължиме. Дали ќе имам среќа, baby, да завршиме кај мене во кревет, да ме гориш као лампа, baby, војака поза 69. Војака поза 69. Морав да го прекинам делот. Едино мислам од собир на артисти, или не се артисти, изведувачи се. Од овој собир на изведувачи овдека во ова видео, едино не можам да кажам ни еден лош збор за Андреј. Андреј е срце човек, цело време му местат лоши текстови. Лоши текстови. Ја не знам што е работа намерно, ја знам дека Панчо сегде кај да стигне јаде гомна за Андреј. Малку е глупо да имаш ти у бенд или како да го кажам, у бенд да имаш човек и ти кај да стигнеш да си јадеш гомна за твојот дел од бендот. Пишува дека Панчо му ги пишува текстовите. Јас сега не знам дали некој му помага тоа, дали некоја страница кај што се фрлаат рими. Јас не кажувам нешто без факт. Го наказува со текстови, го наказува. Ова е наказување кој е овој текст. Дали ќе има среќа бебе да завршиме кај мене у кревет, да гориш ко лава бебе? Војака поза 69. Па... Добро, ај, многу да продолжиме, ќе си го кажам мислењето и понатаму видео многу ќе се одоговлечи, иначе ќе треба да биде 3 сати. Дали ќе имам среќа вечер, да завршиме во кревет кај мене, да ме гориш као лампа, baby, да ме топиш као глечер. Гори ко лава, ме вози ко бит. Влезе Панчо, ме гори ко лава, ме вози ко бит. Го возело ко бит. Јасно е дека сите битови прават посебен вајб и не ни треба нека да слушаш текстот и мелодијата, и мислам дека ова е еден од тие битови кај што боле би те возел бит од него, мелодијата што ја има направено дечково и дечкото од неасфалтираниот пат. Не ми е јасно како вика дека го вози ко бита, братот не може на тој бит што го вози да направи една мелодија 15 години. Може да направи да убоде една мелодија. Тоа не ми е јасно. Како? Да продолжиме понатаму. Животиња права ме тера на крик, кога ја гледам се осеќам бист, не ми се лови, се осеќам сипу. Гори колава, животиња права ме тера на крик, кога ја гледам се осеќам бист, не ми се лови, се осеќам сип. Кога гледам се осеќам бист, не ми се лови, се осеќам сит. Кога гледам се осеќам бист, не ми се лови, се осеќам сит. Внук ми да го викнам, Теодор. Кажам Теодор че собери двајца другари, школа од основно, фактички они се сега 5 или 6 деление, и да им кажам еве ви бит, направите сами текст. Па ја мислам поживописен текстов од ова ќе биде. Ова е... Гледате како изгубив енергија? Изгубив енергија некако кога го слушам. О, те тера да изгубиш енергијата. Сака да допрат до млада публика, има текст и рими што се заостанати од камено доба. Камено доба се заостанати. Ајде да видам дали се подобрува нешто. Газ, брза ко корвета, малата е тип-топ, на сите воци ме мета, па ја боли курдали на некој она смета, ако ја заебиш ти следува вендета. Милион, секој поглед секси. Пун газ, брза ко корвета, мала тип-топ, на сите воци ме мета, па ја боли кур, дали на некој она смета, ако ја заебиш ти следува вендета. Може ќе има апдейт некој понатаму.
Сите девојки набива комплекси, во кревето направи ствари бесни. Кога е врз тебе, баш е нести. Гледај гори ме. Не можам, изгубив енергија, со таква енергија влего. Зашто се заебав ова да го правам? Зашто се заебав? Поглед милион, секој поглед секси на сите девојки набива комплекси, во кревето направи ствари бесни, кога е врз тебе баше нести. Бич? Ајде да ги фатиме сите рими од озгора. Бит, крик, бист, сит. Корвета, мета, смета, вендета. Секси, комплекси, бесни. Нести. Многу си има потрудено за текстот. Кинење! Покажи ми се што знаеш, врз мене топи се. Добра причина сум за да се каеш. Дали ќе имам среќа, бейбе, да завршим. Чекај, добра причина сум да се каеш. Да не, добра причина сум да се каеш. Добро, сега добра причина сум да се каеш. Добро, шеска. Ме ке мене во кревет, да ме гориш као лампа, бейбе. Твоја капуца шен себе. Дали ќе имам среќа вечер, да завршиме во кревет. Добро, ова го слушавме, дај го слушнеме овој од неасфалтираниот пат. Она шик тренди, бед бич е клеси. На мене као тигар, бед бейт ме кинести. Те имам на нишане. Јас се запрепастив, чекај. Она шик, тренди, бед бич. Аха, бед бој му треба на бед бој, бед бич, така? Се трудам да сватам што сака да каже автора. Вика, она е бед бич и е клеси. Добро. И лоша кучка е и е класик. Па ако е лоша не е значи класик. Добро. Нишане нема да ја спасиш, свето се гаси. Знам што те пали, меша алкохол со чувства. После полној на 2 грама е будна, движи слоумо. Очи снимаат. На 2 грама е... Чекај, морам паралелно текстот и видеот. Меша алкохол со чувства после полноќ, на 2 грама е будна, движи slow mo. Очи снимаат ко GoPro, спушти го доле, baby, go low. Сувишен е секој коментар. Ова е дечкото што е поборник за да не се употребува дрога у спотови, а какви се тие 2 грама што е будна на 2 грама, значи тоа може да асоцира само на една работа, на бела прашкаста материја и да движи slow mo. Добро, очи снимаат ко GoPro. Добро, јас само како би го разбрала општата маса текстот, така ја не можам да го разберам што се бавам со оваа работа. Добро. Нема значение што би кажале бугарите. Ко GoPro, спушти го до доле, беби гол. Врти у круг, убрзан пулс, друга рунда. Коко Шанел као модел, нема чувства. Луда, ти мора да си луда. За мене прави чуда, мења ме у позадру. Луда ти мора да си. Немам што да кажам за текстот, затоа ќе кажам една информација. Не ми се верува, ама ова го предвидував дека вие двајца луѓе, значи Андре пак го ставам на страна. Дечко од неасфалтираниот пат, вечнава пензија на сценава кај нас и вечнава пензија може да се толку еден за друг. Како што Панчо јаде цело време гомна за неговиот тиммейт, односно Андре, овој па јадеше гомна за нив и тоа пред мене има јадено гомна. Брат ме бараат за песна, за ова, уште одамна. Ја нема шанси со него да снимам, ја нема. Тоа е идиотска работа, за останата музика, нема нов стил, не можат ништо ново ни за 100 години да извадат, вака, така, тоа е смешно, тоа е вака, така, едно, друго. Колку се еден за друг. Колку се еден за друг. Ја мислам дека Панчо треба да му биде менаџер на Таско, односно на неговата продукција. Шуршац Ентертеймент. Треба да му биде менаџер и да си се менаџира, да си јадат гомна еден за друг цело време, меѓусебно и не, ова е склопот, ова е ДНК. Ова е ДНК. Да ми извиниш, Андре, ти не си за волку лош склоп на луѓе, не си за волку лошо друштво. Да, и братчево на овој, ова тука ова, ето, тука ова. пониско од мене седнат која сум, тоа што пониско од мене седнат, сите тројца да ги ставиш
на раменици да си седат, 2 метра нема да има. Тој треба да има некаква улога у таа денка, он може да им игра брендекс и капуера позади, дека братот е денсер, а како денсер го имаат избркано од сите денсерски групи од земја. Дали, не знам дали тоа дека не е добар или дека не е добар ко човек или дека не е добар ко денсер, него ја мислам дека тоа е соодветниот склоп. Панчо, Таско и овој другиот позади денсер да им биде, ќе имаат одличната комбинација. Тоа ќе биде бум. Бум, бум. Така треба да настапува. И може да го сменат името од ДНК, името да биде КПБ, односно превод Пушач бенд. Така. Немам сила да го дослушам, немам ништо да... Чекај малку, чекај. После, значи, на дечко од неасфалтираниот пат делот иде, гледај гори ме, покажи ми што знаеш. Прз мене топи се, добра причина е за да се каеш. Мене. Ајде да го видиме сторио овдека од дечко од неасфалтираниот пат. Режија ќе ве молам. YouTube може да ми удри страйк за убиство на секој бит, а копирајт не може пошто не копирам. Добро. Кој е текстописец на текстов? Лирикс. Панчо и Таско. Добро. Што пишува овдека? Добра причина е за да се каеш. Така? Добро. Ајде да го чуеме сега ова. Сите мои фетиши ги знае, јас сум добра причина за утре да се кае. Добро. Фала. Не ми е јасно што е проблемот со дечково и сторињава негови. Објавува цело време сториња кои му траат 30 минути, после ги брише како што е ова стори. Ајде режија ќе ве мала, да, тоа стори, тоа. Некој фан му пишал, сторито вика вака. Копирајт не се добива на срање од песна и почетници од Охрид појаки песни прават од тебе. А почнале да се занимаваат со музика вчера, што се вика. А ти од пред 2-3 години само тонеш ко Титаник. Kao Titanik, ja sam potonuo. Знаеш кој прави убиство на бит? Добро. Имам за Гучи и Прада, но немаме време за драма. Кажи ми фала, ја отворив пазар за тебе и твојата банда. Немате од Urban Records. Ха, гревно. Вакво смајли и чао. И братов го става тоа на стори, има за Гучи и Прада, ама од бит пазар. После 30 минути сторито го нема. Кој артист од светски рамки, не од светски, од градски рамки, у градот што е артист и познат, у самиот град, добро не у градот, у населбата, лицата не асфалтирано што е популарен, го прави ова, значи не е артист. Така, немам поеќе што да кажам. Немам какви оценки да дам ни за спотот, ни за песната. Не можам да дам, едино ќе ставам еден спотот, види, спотот беше окей, да се извади 2010 година. Е бил топ спот. 700 лајкови, 10.500 views, 10.600, пардон, 10.600 views. Колку коментарс? 59 коментари, од кои што меѓу првите вие што коментирате озбилни се гној, цензура треба не пофалби. Што да кажам поеќе, ја ќе ставам дислайк, вие си знаете што да правите. Штрумфови, тоа е тоа. Се гледаме у наредно видео. Се надевам дека веќе без енергија нема да снимам видео, односно јас имав одлична енергија пред да почне сево ова, пред да стиснам плей, ама тоа ми падна енергијата, потонав, као Титаник. Пишете доле у коментар дали ви се свиѓа понудата за 2 влога у неделата и едно видео. Доколку ви се свиѓа, се гледаме од наредна недела со 2 влога и едно видео. А бога ми, ако сте за влогови, лава ќе има многу јаки дешавки и баш би сакал да влогам за тоа. Штрумфови, лайк, шер, сабскрајбе, сака, Гаргамел. И не слушајте музика што ви ја одзема енергијата, слушајте музика што ви дава енергија. Драга, ај у пизду матер.